Ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам како покровител на денешново одбележување на Светскиот ден на детето, 20 ноември, што се одвива во организација на УНИЦЕФ. Навистина имам тешка задача да го задржам вашето внимание после инспиративните говори на нашите Ерза, Ива и Станиша, кои суштински не воведоа во три теми кои ги засегаат младите, но и сите останати возрастни категории, тоа се квалитетното образование, животната средина и генерално квалитетот на животот. Пред да споделам дел од моите гледишта во врска со споменатите прашања, ќе дозволите најпрво да им го честитам 75 годишниот јубилеј на УНИЦЕФ. Нивната долгогодишна работа на сите светски меридијани и програмите и проектите за подобрување на правата, положбата и квалитетот на животот на децата, несомнено ја заслужуваат нашата почит. Ценејќи ја мисијата на УНИЦЕФ, но и визијата и желбата за акција во периодот во кој сме оптоварени со пандемијата на COVID-19, посебно се радувам што имам можност да бидам покровител на иницијативата Преосмисли ја иднината, која се состои во дискусии, консултации, работилници за и со младите. Впрочем, и денешното одбележување на Денот на детето е директно поврзан со тие активности. Имено токму трите теми за кои денес разговараме беа избрани од самите млади на почетокот на иницијативата во февруари оваа година. Подосна во текот на летото следеа работилници на споменатите теми на кои бевме сведоци на солиден интерес и висок степен на проактивност и креативност на младите кои беа вклучени во проектот. Квалитетното образование е невозможно без инвестирање во него, без современи наставни програми и стекнување на практични вештини. Нужно е образованието да продуцира кадри согласно потребите на пазарот на трудот. Како човек кој дел од својата професионална кариера е поминал во образованието, апсолутно сум согласен дека без ставањето на образованието и науката на приоритетна позиција, не можеме да очекуваме побрз економски развиток и севкупен општествен напредок. Образованието, здравството, функционирањето на правната држава, заштитата на животната средина се клучот за квалитетен живот. Потребно е да се справиме со базичните работи, како сузбивање на дивите депонии, депонирање на сметот, почитување на регулативите за загадување. Во овој контекст, целосно се сложувам со мислењето на младите, изразени во работилниците, дека ни се потребни системски и креативни решенија за да ја заштитиме животната средина. И во овој сегмент ќе нагласам, клучно е нашето однесување и како поединци. Драги пријатели, денес, додека говориме на Светскиот ден на детето, илјадници деца ширум светот умираат од глад, илјадници се без покрив над главата, без пристап до образование, илјадници како бегалци чекаат да најдат спас и подобар живот во меѓуграничните појаси, во ничија земја, во импровизирани кампови. Додека ова го зборуваме на крстосниците на нашиот главен град, но и во другите градови, имаме деца питачи, десетици деца надвор од школскиот систем, имаме и деца кои воопшто не се евидентирани во матичните книги на родените. Мораме да се соочиме со овие проблеми и да најдеме конкретни решенија брзо. Апелирам до надлежните институции да не дозволиме ниту едно дете да ни е на улица, надвор од образовниот систем, маргинализирано или злоупотребено. Пандемијата за жал покажа колку се ранливи децата и колку новата грда реалност ги загрози нивните слободи, нивните соништа, безгрижното детство. Нека сето ова биде предизвик и за сите нас, можност за еден вид ресетирање, поставување на приоритетите и суштинско вклучување на младите во процесите на одлучување. На крајот дозволете уште еднаш да ги повикам сите клучни институции да работат на проблематиките за деца и млади и заеднички да работиме за нивна посрекна иднина. Гласот на младите мора да биде чуен и вграден во донесувањето на одлуките. Преосмислувањето на иднината мора да започне од сегашноста, бидејќи без осмислување на сегашноста не можеме да ја преосмислиме ниту иднината. Ви посакувам понатамошна успешна работа и продуктивни дискусии. Ви благодарам.